Во индустријата секојдневно се работи на нови технологии што ќе ни улеснат интеракцијата со автомобилот. Еве некои од работите кои нема да ги сретнеме во идните автомобили. Радио со CD. Сите сме навикнати во автомобилот да имаме радио со CD. Но со новите уреди вградени во радијата, како што се Bluetooth, USB конекција и AUX влезовите, потребата од CD читачот е се помала. Всушност, кога за последен пат сте си купиле или изрежале CD? Рачна кочница. Големата хоризонтална рачка која сме навикнале да ја гледаме до менувачот полека изумира, како застарена технологија во автоиндустријата. Веќе повеќе години кај попрестижните модели се практикува вградување на автоматска рачна кочница, која има многу предности во однос на класичната, во однос на простор на кабината и автоматското вклучување и исклучување со притискање на педалата за газ. Единственото тоа што ќе ни недостига се интересните произлегувања кои автомобилските ентузијасти често ги практикуваат. Ретровизорите се едни од ретките делови на автомобилите кои не подложеле на драстични промени од нивното прво вградување па се до ден денес. Но можеби веќе дојде време и тие да се заменат со пософистицирана технологија. Cadillac го менува средниот внатрешниот ретровизор со екран кој добива информација од камера поставена на задниот дел од возилото, со што се овозможува поголемо видно поле. Во Honda пак, ретровизорот од страната на сопатникот почнуваат да го заменуваат со камера, се со цел да се избегне народски кажано мртвиот агол во видното поле. Со текот на времето, најверојатно целосно ќе се заменат конвенционалните показатели со единствен дигитален екран. Дигиталниот екран овозможува поголема прегледност, поголема информираност, а воедно и различни подесувања кои му одговараат на возачот, како на пример опционалното менување на мерките единици за брзина. Некои автомобили, како на пример Audi, вградуваат дури голема динамична мапа на самата инструмент табла, со што навигацијата ја прават многу подостапна за видното поле на возачот. Замената на класичните клучеви со дигитални завзема голем замав во последните неколку години. Во иднина веќе нема да има потреба физички да се внесе клучот во брава. Потребно е само да се биде доволно блиску до возилото или во самото возило и тоа ќе ги прима сите команди од возачот. Менувањето на брзини со рачниот мануелен менувач кој сите знаеме да го користиме, за многу кратко време ќе го нема во каталогот со опции при купување на нов автомобил. Причините за замена на истиот со автоматски менувач или менувач со педали зад управувачот се брзината на менување и олеснетата работа на возачот. Сепак, се уште има многу обожаватели на стариот менувач, меѓу кои јас, кои сакаат целосно да се инволвирани во возењето на автомобилот, а не тој самиот да одлучува кога ќе смени од втора во трета. Оние команди на кои сите сме навикнати, во иднина нема да се вградуваат во автомобилите. Тоа се должи на практичноста на големиот тачскрин екран, кој ќе биде замена за сите копчиња. Во новата серија на BMW веќе има систем кој со сензори на движење ги отчитува движењата на раката на возачот врз централната конзола, при што секое движење означува различна команда. Со тоа возачот нема потреба ни на момент да го тргне погледот од патот за да му даде одредена команда на возилото. Сега останува на вас дали со возхит ќе ги дочекате овие промени или пак ќе почувствувате носталгија за конвенционалниот автомобил.